Почнуваме, останете со нас и проследете ги вестите. Граѓанската иницијатива 5 до 12 добива меѓународен карактер. Покрај поставувањето на шатори од соседните земји, предвидено е од наредниот месец во истото време да никнат шатори пред парламентите и на другите балкански држави. Граѓанската иницијатива која стартуваше од Штип има за цел изедначување на правата на лицата со посебни потреби. Со шатори пред собранието граѓанската иницијатива 5 до 12 уште еднаш од државата ќе побара изедначување на правата на лицата со посебни потреби. Стратешки долгорочни решенија за инклузија и интеграција на лицата со посебни потреби во сите сфери на општественото живење се дел од барањата, порача Зоран Мијалков. Се планира да бидат поставени 40 на шатори. Не ни беше дозволено да ги поставиме сите шатори и повеќе беше символично поставивме 5 шатори, овој пат ќе имаме околу 40 шатори, значи пак символично можеме многу повеќе. Иницијативата добива и меѓународен карактер. Покрај македонските се очекува да бидат поставени шатори од неколку балкански земји. И останатите балкански земји минуваат низ турбулентни периоди. И на сите нас ни треба обединување и се надеваме дека од наредниот месец на истиот датум и во другите земји ќе има кампови пред нивните собранија. Кон иницијативата досега се приклучиле над 30 на здруженија на граѓани и неформални групи, кои представуваат и застапуваат членови од различни категории на попреченост, хендикеп или пак посебни потреби. Блокирањето на општините со истекувањето на мандатите на градоначалниците не влијае врз работата на Центарот за развој на Источнопланскиот регион. Во тек се тендерските постапки за регулација на Виничка река, изградба на спомен обележје на Никола Карев во Свиланово и етнопарк во Зрновци. Блокадата на општините не влијае врз работењето на Центарот за развој на Источнопланскиот регион, потенцира директорката Драгица Здравева. Одлуките за да се работи без проблеми, регионалниот совет на градоначалници ги има донесено навреме. Регионалните проекти течат без никаков застој. Центарот работи согласно законот за работни односи, вработените се така примени. Потписник на сметката на Центарот сум јас како директор на Центарот. Сите активности течат во најнормално и немаме никакви застои. 11 општини од Источниот регион за 3 проекти користат 14 милиони денари од Министерството за локална самоуправа, односно преку Бирото за регионален развој. Еден од проектот е регионален етнопарк во општина Зрновци со некаде околу 56.000 евра. Вториот проект е изградба на спомен обележје на местото на загинување на Никола Карев во Свиланово, каде што тој проект е некаде повеќе од 100.000 евра, каде што партнери ни се општина Кочани и општина Чишиново Облешево. И третиот проект е овој што го веќе спомнав, тоа е регулација на Виничка река, некаде околу 110.000 евра, тоа е проект со многу поголем буџет. Тендерите за реализација на трите проекти се веќе распишани. Здравева очекува сите градежни зафати за трите проекти да завршат навреме, бидејќи крај рок за користење на средствата е 15 ноември. Дел од медиумите и порталите пласираат лажни вести, покажуваат истражувањата на граѓанскиот сектор. Како да се препознаат лажните информации кои се објавуваат во етер? Денес се едуцираа и штипјани во рамките на проектот Јакнење на граѓанскиот активизам преку медиумска писменост. Како да се препознаат лажните информации кои јавните сервиси ги пласираат во своите програмски содржини? Анализите на граѓанскиот сектор покажуваат дека има отстапки во информирањето кај одредени медиуми. За тоа како се креира вести да се препознаат лажните информации кои се објавуваат во етер, денеска има можност да се едуцираат и штипјани во рамките на проектот Јакнење на граѓанскиот активизам преку медиумска писменост. Целта на овој проект е да се зајакне граѓанскиот активизам, тоа е од една страна, од друга страна граѓаните да се едуцираат медиумски, бидејќи увидовме дека постои голем дисбаланс во примањето на вестите и расудувањето поврзани со вестите кои се емитуваат, тоест кои се публикуваат во етерот. Лажни или непроверени информации се пласираат и на социјалните мрежи, најчесто поради одреден интерес, додава Пекевски. Но како најлесно да се провери вистинитоста на информациите добиени од медиумите?
Не треба да го зема информацијата само од еден медиум. Втората работа е што не треба да премногу да веруваат на порталите, бидејќи добар дел од порталите, бидејќи не подлежат под законот за медиуми, емитуваат различни вести кои се во некаков интерес на оној кој ги публикува. Од таа цел треба да првично, ако сакаме да донесеме, пак ќе кажам, некаков став или мислење, треба од повеќе медиуми да се информираме. Тоа е првото нешто, а второто нешто е треба да видиме дали тоа навистина така. Невладината Цивика Мобилитас денеска во Штип ја одржа првата од планираните две обуки на тема јакнење на граѓанскиот сектор преку медиумска писменост. Вакви обуки досега се реализирани во Струмица и Охрид, а по Штип ќе се реализираат и во Кочани, Гостивар, Гевгелија и Скопје. Се зголемува бројот на семејни лекари во Штип. Ако пред 4 години имавме само еден лекар по семејна медицина, сега во Штип има 3 специјалисти. Со семејниот лекар, пациентите добиваат подобри услуги во примарната здравствена заштита, како и поедноставување на постапката за преглед кај специјалист. Семејниот лекар може да дава услуги од интерна медицина, од општа хирургија, земање микробиолошки примероци, прегледи на кожа, одстранување на туги тело од уши. Семејниот лекар може истовремено да го лекува и дедото и внукот. Ја знаеме целата патологија на луѓето. Ние сме први во контакт и најчесто. Значи, се грижиме за цело семејство. Тоа е семејство. Значи, 3 или 4 генерации третираме. Ги знаеме и коморбидитетите, и социјалниот живот, и личните, значи, знаеме се. Значи, имаме едно стебло на заболување и на случување. Значи, знаеме кој е ризикот да се добие или да се спречи некое заболување. Во меѓувреме расте бројот на семејни лекари во Штип. Ако пред 4 години имавме само еден лекар по семејна медицина, сега во Штип има 3 специјалисти. До 2020 година е предвидено систематични лекари да станат и лекари по семејна медицина. 4 специјалисти, од кои едниот е пензиониран, 3 се уште активно работат во примарна здравствена заштита и околу 4 треба да полагаат специјалистички испит, значи да се добијат со називот специјалист по семејна медицина. Семејниот лекар како успешен модел функционира во речиси сите земји од Европската унија. Со нив пациентите добиваат подобри услуги во примарната здравствена заштита, како и поедноставување на постапката за преглед кај специјалиста, што би значело без вадење на упати или закажување на прегледи. Сподели љубов, дарувај крв. Втора крводарителска акција на Сдруженијето на крводарители Светлост Б Баргала и невладината Цивитас. Во денешната акција се собра околу 30 крвни единици. Денес ја реализиравме втората поред крводарителска акција во организација на Сдруженијето Цивитас Светлост Б Баргала, но не и последна. Во текот на годината ќе организираме уште многу вакви дарувања на крв. До сега имам 14, ова е 15 пат дарувам на крв. Со следниот материјал одиме во Македонска каменица и најавуваме настан кој ќе се одвива наредниот месец. Комплексот Еленец во близина на селото Цера, општина Македонска каменица, и годинава ќе биде местото каде што ќе се соберат над 5000 пензионери и туристи од цела држава. На 11 јуни пензионерите ќе ги покажат своите вештини во месење, сукање и печење на баници под Вршник. Комплексот Еленец на Осоговските планини по 6-ти пат ќе биде местото каде што се одржува познатата манифестација Бабина баница. Во еден од неубавите предели на Осоговските планини, во близина на селото Цера, на традиционален македонски начин, пензионерките ќе месат, сукат и печат баници под Вршник. Манифестацијата од година во година е вистинска атракција за пензионерите, не само од нашава држава, туку присуствуваат и гости од соседните земји. На оваа место се собираат над 5000 гости од сите страни на државата. Оваа година ќе се одржи на 11 јуни. Ја користам оваа можност да ги поканам сите здруженија од Републиката, меѓутоа не само пензионери и сите оние добронамерни луѓе што сакат да дојдат на локалитетот Еленец,
на 1163 метри надморска височина, да уживат во убавените новосоговските планини, да прошетат, да наберат планински чај, да уживат во музиката и оне поготово кулинарскиот дел кој предизвикува големо внимание кај посетителите. Во рамките на манифестацијата има и културно-уметнички дел, за кој е одговорен Киц Романса од Македонска каменица. Културно-информативниот центар Романса Македонска каменица за оваа година има предвидена богата културна програма. Покрај локален бенд од општина Македонска каменица ќе учествуваат и голем број на културно-уметнички друштва од Република Македонија, како и од соседна Република Бугарија. Сдруженијето на пензионерите ги покануваат гостите да го посетат и градот Македонска каменица, како еден од неубавите, најчистите градови на истокот. И оваа година манифестацијата ја организираат Сдруженијето на пензионери и општина Македонска каменица, која од буџетот издвојува средства за реализација на познатата Бабина баница. Во период од 3 години за уредување на градските гробишта во Штип се инвестирани 200.000 евра. Јавното предпријатие ИСР дополнително ќе инвестира за осветлување на гробиштата. Во изминативе 3 години, општина Штип заедно со јавното предпријатие ИСР на градските гробишта во Штип инвестираше околу 200.000 евра. Асфалтирани се пристапни патеки, инвестирано е во градската капела, гробиштата се заградени, а исто така е формиран и нов паркинг простор. Тоа се пари на граѓаните. Парите се инвестирани се со цел да граѓаните кога доаѓаат на градските гробишта кај своите најмили се чувствуваат достоинствено и едноставно да се чувствуваат како што доликува на секој граѓанин. Во изминатиот период на градските гробишта ги асфалтиравме сите патеки. Претходно знаете дека беше тотално патеките беа уништени, се газеше кал, се тампонираа повеќе пати, тампонот се потрошуваше. Во меѓувреме успеавме да направиме паркинг простор за сите граѓани кои што доаѓаат овде во капелата да ги паркираат своите возила. Успеавме да направиме други патеки, да го споиме стариот со новиот дел на гробиштата. Поставивме заштитна ограда на самите гробишта. Ја изреновиравме капелата, односно ги изреновиравме вецињата во самата капела. Капелата ја обеливме внатре од надвор, комплетно е сменена целата електроинсталација. Следната инвестиција кај градските гробишта е околу 150.000 денари, а се однесува на осветлувањето. Сега во овој период што следи, комплетно ќе започнеме со промена на односно ќе поставиме осветлување на градските гробишта, од понеделник вторник ќе започнеме со работа, така да и навечер градските гробишта ќе бидат осветлени. Се тоа го правиме со цел за граѓаните на град Штип како локална власт. Се надевам дека граѓаните тоа ќе знаат да го ценат и да уживаат во сето она што ние го работиме. Инаку на градските гробишта, гробните парцели се уредуваат и се коси тревата. Има и формирање на нови парцели. Инаку имаме ние преку 12.000 гробни места, така да јавни се уредуваат, ова е новата парцела туку што се уредува и таа ќе биде средена како што треба. Другите делови се средени, позеленени, се коси. Дополнителните активности на градските гробишта во Штип ќе бидат реализирани за 2-3 месеца. Поголем проблем имаме ако немаме вода и ако ја загадуваме, отколку ако е скапа. Но комуналните предпријатија не треба да бидат профитабилни организации, туку во служба на граѓаните. Соработката меѓу општините, јавните предпријатија и подобрување на услугите кон корисниците. Втор ден во фокусот на Дунавската конференција за секторот за води. Колегата Трајан Ристовски го има извештајот од Виена. Фокусот на вториот ден од Дунавската конференција за секторот води беше ставен врз соработката на општините и јавните комунални предпријатија во однос на подобрување на услугите кон крајните корисници. За таа цел се поведе дискусија помеѓу релевантните чинители во двете институции, кои имаше за цел адресирање на слабите точки и поделба на правата и обврските, за да се обезбеди самоодржливост во работењето на предпријатието. Препорачавме разгледување на опцијата на склучување на договори за јавни услуги, каде што точно прецизно ќе се дефинираат сите области на интервенција, сите индикатори, сите активности кои треба да бидат преземени и начинот на кој тие ќе се мониторираат, така што ќе биде јасно кои се одговорностите на секој од актерите вклучени во одржливото управување на водните ресурси.
Во различни земји постојат различни модели на управување. Некаде со предпријатијата управуваат повисоки нивои на власта, некаде локалните самоуправи, а има примери и тоа да го прават акционерски друштва. Независно од прифатениот модел, важно е да се работи по унифицирани стандарди кои пак ќе обезбедат сигурна испорака на услугите. Veći problem pravi ako nema vode i pogotovo ako zagađujemo životnu sredinu, nego ako je ona skupa. Naravno, ne smiju i ne treba da budu profitne organizacije, komunalna preduzeća, oni treba da budu u službi građana i sve što dobro se uradi da bude na dobrobit krajnjeg korisnika. Квалитетната услуга зависи од инфраструктурата со која располага предпријатието, но исто така и од расположливите човечки ресурси кои ќе имаат улога во донесувањето на одлуките. Local municipalities do not have not only a consultative role in the process of defining which project will be financed or invested, but to be in the same table with the government where and when is decided for such a project. Од тие причини регионалната соработка добива уште повеќе на важност, зашто се надминуваат националните рамки и се создаваат поголеми можности за помалите општини и предпријатија да имаат пристап до донаторските средства. За дневникот на Ирис телевизија од Виена, Австрија, Трајан Ристовски. Тројца се повредени во сообраќајна несреќа што се случи утре во околу 8 часот на булеварот Гоце Делчев во Штип, информираат од полицијата. Во несреќата учествувале 3 возила, Голф, Пежо и Форд Фиеста. До незгодата дошло кога возачот на Пежото се обидел да го престигне возилото Голф кое се движело пред него во исправец. Прво удрил во него кога и изгубил контрола над воланот, а потоа удрил во бетонски ѕид. Во спротивна насока наишло возилото Форд Фиеста со кое се судрил. Двајцата повредени возачи од Пежото и Форд Фиестата, како и сопатникот во Пежото, по укажаната лекарска помош во клиничката болница се пуштени дома. Увид по овластување на основното јавно обвинителство извршила полицијата. На градскиот пазар во Штип овој петок пазарџиите ги намалија цените на производите. Граѓаните задоволни пазаруваа за цела седмица. И овој петок во Штип богата понуда. Штипјани пазаруваа вообичаено како за цела седмица. Цреше 50 денари, компир 35, патлиџан 60, тиква 10, луто 60, краставица 20, зелка 20 парче, барање 80. Компир е 30 денари од кило, лютото е 60, благото 60, тиквата 10 денари, кромидот 20 денари, краставичката 20 денари, зелката 20 денари и грашкот е 20 денари. Граѓаните велат дека цените се поднамалени, а избор има за секого по нешто. Тиквички, петлиџанче, се по нешто право ти кажа. И цените сега овај пазар се многу по-ниски. Има прекрасен избор за се. Доволно е стабилен пазар, со секој се по нешто има. Цените се релативно пристапачни на сите. Сувозрнестите производи и јужното овошје редовно се трошат. Гравчето 120, оризо 60, либлибија 300, кикиритката печена 200, сунчоглед 130, семката 200 со 250, овошјето лимоно 80, бананата 70, зеленчуко, патлиџано 60 и пиперо 60. Сепак актуелните производи за овој период од годината се најмногу барани на градскиот пазар. Патлиџано 50, розов 60, пиперо 60 и 50, лут 50, поститен пипер 40 денари, зелката 20 денари парче, тиквата 10 денари парче, краставичката 20, компиро 30. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. Пред минутите за спорт, оваа најава. Сојузот на борците од Штип утре 20 мај почнува со реализација на програмата за одбележување на 21 мај денот на загинувањето на грото од борците од вториот плачковички одред Гоце Делчев во Виничко Вршидол. Утре со почеток во 10 часот ќе се положат букети цвеќе пред споменбистите на загинатите херои Ванчо Прке, Тошо Арсов, Никола Нехтенин. В недела борците ќе го посетат местото Вршидол, Виничко.
Кошаркарските ветерани на Стибо и на Нов Белград 7 година поред повторно ќе бидат заедно. Тие во сабота, утре, во Штип ќе го одиграат јубилејниот 10-ти поред традиционален пријателски кошаркарски надпревар. Традицијата на пријателски другарски средби помеѓу кошаркарските ветерани на Стибо, Штип и на Нов Белград продолжува и понатаму. 7 година поред нивната дружба се практикува неизмениче еднаш во Штип, потоа во Белград, за да годинава се дојде и до јубилеј, нивна 10-та заедничка пријателска средба. За овие 7 години кошаркарските ветерани се погрижија да го сротат вниманието и со предлагот да се формира Лига на ветерани на бившите југословенски простори, нешто кое веќе почна да се практикува и реализира во финишот на минатата година. Затоа овие средби го привлекува вниманието на јавноста, уште еднаш да ги видат на паркетот некогашните легенди, кои сега иако повозрасни, знаат да пленат и да воодушевуваат со своите потези и атрактивни кошеви. Традиционалната кошаркарска средба на ветераните на Стибо и на Нов Белград ќе се одржи во сабота, 20 мај во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 16 часот и 30 минути. Еде, почитувани гледачи, овде ја заокружуваме петочната информативна емисија. Ви благодариме за вниманието, имајте убава вечер и пријатен викенд.